Продолжуваме во студиото со Здраво Македонија. Нашите гости веќе ни се овде. Различни професии ги спојуваме и денеска е така. Ќе позборуваме за сето она кое што тие секојдневно го работат и секако она кое што ни е актуелно секојдневно. Во овој дел ќе бидеме јас и колешката Милена, празнично и да го заокружиме месец март. Милена, добро утро за тебе, еве официјално пред камерите. Така, Верче, ти благодарам, се поздравивме ние за време на вестите, секако и со нашите гости. Поздрав уште еднаш до нашите гледачи. Убаво кажа, нашите гости секој со своја различна професија, но мислам дека многу нивни ставови, коментари ќе се надоврзат едни со други, затоа што ќе зборуваме секако се уште ни стои темата околу она што се случи во Кочани, многу прашања неодговорени, но секако ќе отвориме нови и други теми со нив. Така е. Веднаш до мене е доцент доктор Билјана Калчовска, која што е специјалист по физикална медицина и рехабилитација од Универзитетската клиника за физикална медицина и рехабилитација во Скопје. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, фала на поканата. Така, со вас ќе позборуваме она кое што е актуелно и што се вели од прва рака, да ни кажете за сето она кое што, за жал, многу семејства сега се соочуваат во однос на тие изгореници, како одат сите тие рехабилитации и ќе биде една од темите со кои што вас ова утро ќе зборуваме. Еднаш до вас е Воислав Зафировски, сега во пензија, професор, дипломиран правник, насока за безбедност и општествена самозаштита. Добро утро. Добро утро и најнапред дозволете ми да им честитам големиот празник Рамазан Бајрам на сите припадници на исламската верска заедница со искрени желби за добро здравје, лична и семејна среќа, многу љубов и долги години да ги славиме заеднички празниците. Така е, за меѓусебно разбирање и почитување. Ние утрински и така и започнавме денеска Здрава Македонија и веднаш до вас ни е Александра Валкановска, која што ни доаѓа од Црвениот крст од хуманитарната организација Даре Џамбас. Добро утро и за вас. Добро утро и секако благодарност за поканата. Добро утро за сите гледачи на вашата телевизија. Задоволство да се биде со вас. Така, Александра, со вас се гледаме по најразлични поводи. За жал, повеќе хуманитарни, оние крводарителски акции кои што ги правите и на различни други активности. За жал, ова утро ќе зборуваме и на она тема каде што имавме една трагедија во Кочани со размер кој одамна не се памети во поновата историја на нашата земја. Се поистоветува дури со трагедијата од земјотресот 1963-та. Па, ајде, што се вели вие од прва рака да ни кажете на какви се активности превзема Црвениот крст за оваа трагедија? Како хуманитарна организација велиме дека сме тука во улогата оние први помагатели, односно први кои што даваат одговор на одредена несреќа која што ќе се случи. За жал и овој пат беше така, бидејќи нити може да се предвидат несреќите, нити може да се планираат како понатаму ќе бидат одговорите. Едноставно велиме дека треба да има добра подготвеност, затоа што сепак Црвениот крст освен улогата во делот на превентивните активности и е тој што работи на терен. За жал и овој пат, во првите моменти, во самите, да речем, неколку часа после самата несреќа, бевме повикани како дел од тој кризен штаб, каде што всушност беше дефинирана и улогата на нашата организација, како всушност ние треба да го третираме сето она што се случувало, односно која ќе биде нашата улога. Секако дека излегувањето на терен во првите моменти беше со нашиот човечки потенцијал, волонтерите се нашата сила, волонтерите се оние кои што први и ќе дадат поддршка во дадена ситуација, меѓутоа и со оние материјално, односно технички капацитети кои што ги имаме како организација, почнувајќи од возилата на Црвениот крст и секако со налична и колективна опрема, мислејќи на ранците за прва помош, односно колективната и личната опрема за укажување на прва помош. Во првите моменти тоа значеше директна помош кон граѓаните кои што за жал во тие моменти веднаш се упатија кон скопските клиники. Една атмосфера која што беше тешка, мачна за сите нас, пред се за самите семејства, беа во една недоумица што се случува, каде се нивните, почнаа веднаш да апелираат по социјалните мрежи, се сеќаваме на тие моменти, сепак се свежи тие спомени и веднаш се упатија нашите тимови пред клиничките центри.
Затоа што всушност таму луѓето беа во една ситуација каде што не можеа да влезат во болниците, не можеа да прашаат што се случува, стоја надвор со часови, па тоа потрае цел ден, 2-3. Така што барајќи ги своите, не знаеа дали каде се пренесени. Да, секако луѓето имаа потреба од одредена помош и поддршка во тие првите моменти. Да, бидејќи не беа ни од Скопје, луѓето нели не беа во својот роден град. Не беа и подготвени за тоа колку дали ќе биде тоа останување еден час, па потоа враќање во домот или така натаму. Тоа значеше дека тимовите веднаш ги поставија тие мобилни пунктови. И она што забележавме дека всушност луѓето имаат потреба од основните нешта, значи вода, храна. Можеби не беше вистинскиот момент дека нешто повеќе бара, навистина беа и во една специфична психолошка состојба, меѓутоа ги активиравме и психолошките тимови, односно укажувањето на таа прва психолошка помош и едноставно некои основни аналгетици или пак медикаменти кои што не одат на рецепт, кои што не донесе заради хронична терапија и така натаму, меѓутоа кои што ги побараа луѓето. Значи тоа беше една брза мобилизација на кадри, на луѓе, на технички капацитети и останавме таму онолку колку што имаше потреба. Во Коче не беше сосема различна ситуација, зборувам сега за Скопје, меѓутоа во Коче ништо така беше специфична ситуација, бидејќи нашата мрежа е голема. Значи Коче е само една од општинските организации на Црвен крст, каде што имаме локална канцеларија, каде што имаме волонтери вработени и така натаму, меѓутоа тоа е мала канцеларија. Тоа е локална канцеларија која што веднаш побара засилување на капацитетите. Пред се соседните градови, значи се мобилизира волонтерите, вработените и секако централната канцеларија од Скопје, Црвениот крст на Македонија, техничките капацитети, меѓутоа и возилата, бидејќи во служба ставени беа и возилата кои што ги имаме за специјален транспорт, преку службата Етно Копче, односно специјален транспорт, така што и тоа беше еден сегмент каде што се вклучивме. За жал се уште сме на терен, меѓутоа не го велам за жал заради нештото што се случуваат, меѓутоа заради трагедијата. Од друга страна пак сме поддршка на системот, не сме паралелен систем, секоја сме вклопени во системот на државата и она што бара поддршка од нас, односно како ние согласно нашата мисија, визија се гледаме во тој помагател на државата, во тој систем каде што ние се вклучуваме во делот на се уште пружање на прва помош, собирањето на паричните средства, отварањето на сите фондови и повторно ќе кажам човечкиот потенцијал. Волонтерите се нашата сила, волонтерите се оној првиот момент на одговор при катастрофа, првиот момент на одговор во различни ситуации, некојаш мирнодопски, за жал некојаш и вака како што се случува. Така што претпоставам ќе поразговараме понатаму за што значи се уште активности до кога стануваме на терен, меѓутоа да, на терен сме и остануваме. Така. Како докторке Билјана изгледа една рехабилитација кај пациенти со изгореници како што ја имавме оваа трагедија која што се видете, рехабилитацијата на пациенти со изгореници представува многу комплексен и многу долготраен процес. И она што е карактеристично секогаш во рехабилитацијата учествува еден мултидисциплинарен тим. Лидерот на тимот секако е лекарот физијатар или специјалистот по физикална медицина и рехабилитација, кој што постојано е во комуникација со другите лекари кои што учествуваат во лекувањето на овие пациенти пред да стигнат до рехабилитацијата. Тоа се во овој случај пластичните хирурзи, анестезиолозите, токсиколозите, пулмолозите и слично. Во тимот за рехабилитација учествуваат и физиотерапевтите, кои што вршат и мануелната работа кај овие пациенти, потоа тука се работните терапевти, помошни даваат психолозите, психијатрите, социјалните работници и можеби логопедите. И кога станува збор за рехабилитацијата, таа има одреден цел, значи нешто мора да постигнеме кај овие пациенти. Првично кога ќе се каже рехабилитација, тоа е значи оспособување на пациентот да се врати во првобитната позиција или состојба која што бил. Не секогаш се успева во тоа, или секогаш треба да се трудиме да стигнеме кај пациентот во положба која што ќе ги добие максималните негови активности за да може да ги извршува секојдневните активности на живот. Да се врати на нормалниот живот. На нормалниот живот. Што значи? Кај овие пациенти од целта на рехабилитација ќе ни биде да го вратиме обемот на движењата во зглобовите. Станува збор баш во овој тип на повреди, значи тоа се деца, најголем дел од нив се со повреди и изгореници на шаките, горните екстремитети, лактите, дарачите зглобови, главата и слично. Тоа што јас успев да ги видам конзилиарно на клиника за пластична хирургија и со колегите кои што комуницираме на другите клиники во државата, за тие од надвор ќе видиме.
Така да целта ќе ни биде да го вратиме обемот на движењето на зглобовите, да подобриме мускулната сила и трофика да подобриме мускулната снага на тој начин, да го намалиме отокот кај овие пациенти, исто така да спречиме појава на контрактури, тоа значи да спречиме ограничување на движењата во зглобовите кои што ќе се јават заради појавата на изгорениците, зараснувањето на истите. Голем дел од нив диша чад, така да мора да се види каква е состојбата со респираторниот систем, со системот на дишање, а тука може да применуваме одредени вежби за респираторна гимнастика за нивно подобрување. Значи целта ќе ни биде на крај да овие пациенти ги оспособиме физички и да социјално и секако да успееме колку може да го добиеме најдобриот естетски резултат кај нив. Да, зашто е важно да се има таков еден тим? Тимот И секој соодветен, како што кажате, вклучени се пластичен хирург, физијатар и така натаму. Многу е значаен тимот затоа што тие пациенти не се само со повреда на шаката. Значи кај нив настануваат и одредени повреди на другите системи во човековото тело, посебно со бубрезите можно да дај Боже да немаат. Да, но може би некој има и такви проблеми, да. Така да секогаш мора тимот да работи заедно. Не може ниеден член од овој тим да работи поединечно. Така. Значи секогаш мора да биде надзорот да биде еден, тимот и планот на рехабилитација го прави физијаторот, но физијаторот не може ништо без физиотерапевтот, без работниот терапевт, без социјалниот работник. Значи тоа е еден тим заеднички кој што учествуваме во целиот процес на рехабилитација. Да не се лажеме, рехабилитацијата на овие пациенти може да трае со недели, месеци, ама најголем дел од нив ќе бидат и со години. Така да се надеваме дека цел тим ќе даде се од себе, всушност и гледаме дека навистина и браво што сте сплотени, бидејќи како што кажавте не може само еден, туку треба цел тим за да може да се помогне на секој одреден пациент. Многу е битно да сме вклучени во системот, а ние сме вклучени во системот. Доста гледа в последниот период на социјални мрежи, објава хуманитарна помош, ќе вежбаме во домашни услови, ќе се трудиме, не може така. Значи не може во домашни услови сам да работи никој. Так. Значи сепак мора да биде тој цел тим склопен од целокупниот медицински кадар, од лекар, терапевт, сестра, други специјалности за да може да го добиеме резултатот кај овие пациенти. Сам дома не може. Не може. Без секогаш надзор. е добро да бидеме сите вклучени во системот, а ние сме вклучени во системот. Браво. Стручноста и знаењето не можат да бидат одменети со ниту една друга работа. Се согласувам. Еве господине, вие имате долгогодишно искуство. Како гледате на целата оваа ситуација? Каде вие забележавте неправилности? Можете ли малку повеќе околу тоа, бидејќи сите најпрво, нели, помисливме дека е најважно луѓето да бидат живи, здрави, тие кои што се на лекување, да ни се вратат дома како што треба, но мораме да гледаме и онаа друга страна, да се сноси одговорност зашто тоа се случило. Дефинитивно. Јас долги години наназад укажував дека треба целосен ресет на системот, бидејќи која сфера да ја чепневте, се чувствува празнина, се чувствува дека е трул, дека немаме систем. За прв пат, за жал во ваков случај, некако како да се освестија институциите и почнаа заеднички да функционираат. Она што и вие велите. Треба тимска работа. Обвинителството, полицијата, инспекцијските служби, сите излегоа на терен. Особена благодарност до здравствените работници кои експресно излегоа на терен и помогнаа сите повредени да се згрижат. Така што за прв пат имаме една ситуација во која институциите обединети во еден штаб, од едно место, ги раководеа сите активности околу целиот настан. Истрагата е работа на јавното обвинителство. Сите останати институции се алатка во рацете на обвинителството. Должни докази да обезбедат, нели, така натаму. А целата таа работа, целата таа постапка околу обезбедување на докази, кои докази се потребни, каде треба да се погледни, е работа на обвинителството. Полицијата и сите институции останати се алатки во рацете на обвинителството. Истрагата тие ја водат. Во принцип, барем за сега, немам забелешки на транспарентноста,
немам забелешки на посветеноста и на полицијата и на инспекцијските служби. Во крајна линија тоа резултираше со 34 притворски решенија, со со 2 кривични пријави против сите што се во притвор, и чинам дека барем за сега од мој аспект гледано немам забелешки на водењето на истрагата. Немам забелешки. Добро. Слушам дека некои забележуваат на брзината со која институциите работат. Дека премногу бргу доаѓаат до некакви заклучоци, до некакви резултати. Па можеби ни е чудно, бидејќи во минатото се толку споро се правело, па сега ништо не се правеше како што треба. Значи се беше административно, ќе се провери. Стихино. Сите тие такви контроли, барем поголемиот дел, завршуваа во кафеана. Па имаме сега ситуација каде што се врши не само административна проверка, да видиме дали поседува дозвола, и дали таа дозвола е издадена врз основа на пропишани критериуми. И протоколи кои што мора да се почитуваат. Така е, туку имаме и теренска проверка во смисла на тоа да се констатира дали дека тоа е тоа. Така е, дали на терен се присутни тие услови кои се пропишани во стандардите за функционирање на објектите. На објектот и елаборатот кој што е поднесен. Така е. Малку е тешко, веројатно, од тоа што го слушам и читам. Луѓето малку и емоционално влегуваат во сето ова, посебно за некои луѓе кои што беа посочени дека можеби ќе треба и кон нив да се поднесе кривична пријава, но сметаат дека можеби се негде последни во синџирот, нели? Но што мислите вие за тоа? Дали треба буквално секој, макар и најмала казна да добие, без разлика, нели, дали можеби е повреден и така натаму? Одговорноста е степенаста категорија. Значи, имате луѓе кои се најодговорни, највиновни, и имате луѓе кои се на долната лествица. Меѓутоа, овој случај дефинитивно мора да ја нагласи одговорноста на сите актери во таа приказна. Од најодговорниот до последниот. До последниот кој гледал што се случува, а молчал. И не превземал ништо, а бил должен да превземи. Затоа што делата се сторуваат со чинење и со нечинење. Во случајот и премолчувањето, а знаењето дека нешто се случува што е надвор од законските рамки, ве прави соучесник во таа приказна. Затоа мислам дека овој случај нема да остави никого нечепнато, нема да го остави на страна доколку има одговорност. Обвинителството за сега коректно си ја врши работата и за жал немавме ваква состојба, ваква ситуација во некои минати несреќни случаи, како што беше модуларната болница, Ласкарци, автобусите, Тоа се ситуации каде што обвинителството мораше да биде поактивно, да ги мобилизира сите институции да си ја вршат својата работа. Но за да не дојде до вакво нешто штета. Но за жал, откако се случи Кочани, се сетија дека тие што ги водат работите. И она што не знам дали е разумно да се кажи ми се допаѓа, тоа е транспарентноста. Ние секојдневно имаме пресконференции на надлежните, каде што се обелоденуваат информации, нови информации. Нешто што не беше случај во ниту една претходна ситуација каде што имавме. Меѓутоа е важно за колективната свест, за сите нас да сватиме дека секое наше дело има одговорност. Сето она кое што го зборуваме, го правиме, дека подлежи на некоја одговорност. И на казна. И на казна. Казнивоста е многу важна. Не смее да има селективност. Не смее да има селективност. Без разлика кој е во прашање, на која општествена позиција се наоѓа и
каков статус ужива во општеството. Така, ќе земеме пример од некој кој што можеби е на некоја позиција, тие се први што не праќаат порака каде што се паркираат, нели? Или ќе се паркираат некаде ето или таму да тргнеме. Тоа е реалноста. На наплатните рампи со покажување со картичка, со значка, со не знам. Имавме таков случај нели на наплатната рампа. Само ова не го измислуваме, туку беше обелоденето, така што да каже нели обичниот народ кој што има многу помалку пари. Така Да. Доктор Кеве, кои фактори влијат на рехабилитацијата на овие пациентите? Во колку фази ќе се одвива оваа рехабилитација, која што кажат дека ќе биде макотрпна за жал и долготрајна? Постојат повеќе фактори кога се работи за рехабилитација кај пациенти со изгореници. Прва е возраста. И сега во овој случај возраста нема да не игрира голема улога, затоа што тоа се сепак млади пациенти кои што не биле зболни од најголем дел од нив од други заболувања, така да тој процес на репарација и регенерација ќе ни иде многу побрзо. Покрај возраста многу е значено колкава површина од телото е зафатена со изгореници, каков е типот на изгореници, дали е степен 1, степен 2, степен 3, степен 4, ни зависи тоа дали он има и други некои компликации од појавата на тие изгореници, хоспитализација, лекување во овој период од како се случи трагедијата до сега, и поглавном ни зависи од какво е оштетувањето на респираторниот систем од двишувањето на чатка овие пациенти. Така да рехабилитацијата се одвива во две фази. Тоа е првата фаза, примарната или акутна фаза, и втората ни е секундарна или доцна рехабилитација. Која е разликата? Акутната рехабилитација, самото име кажува, започнува веднаш. Значи, треба да започне уште во оделенијата на интензивна нега кога лежат пациентите и подоцна кога од интензивна нега ќе се префрлат во болничките соби на болничките оделенија, што ќе подразберува првична или акутна рехабилитација, пред се подобрување на кардиоваскуларната состојба на пациентот, значи кардиоваскуларниот систем, респираторниот систем, и оваа фаза повеќе правиме респираторни вежби кај овие пациенти, подобрување на тонизирањето на мускулите и слично. Во оваа фаза и најзначајно ни е позиционирањето на деловите на телото кои што се зафатени со изгореници. Што значи тоа? Значи, позиционирањето треба да позицијата на деловите од телото бидат поставени најчесто во така наречена функционална состојба или положба, функционална за да можат да извршуваат одредена функција. Бидејќи рековме дека најголем дел станува збор за изгореници на шаки, тоа значи дека позиционирањето треба да ни биде палецот да ни биде расширен, абдуциран во позиција, рачниот зглоб да ни биде малку флектиран, свиткан, овие метакарпофарингеални зглобови да ни бидат малку свиткани, а прстите да ни бидат расширени, односно исправени или екстендирани. Сега сето тоа е индивидуално. Ние можеме да збориме вака генерално како изгледа тој процес на рехабилитација, но секој пациент е приказка сам за себе и за секој пациент се прави поединечен план за рехабилитација. Втора работа, ако тие пациенти, еве слушнавме, мислам дека во Бугарија или во Грција, каде беа се уште на интензивните оделенија, мора да спречиме појава на декупитални рани, односно рани од подолго лежање во кревитите кои што се случуваат. Може да држиме вежбање на мускулите, на движењата во самите зглобови. И не само тоа што ни е зафатено, туку и здравите делови од екстремитетите од телото, затоа што тие подоцна ќе ни помогнат да може пациентот да го вратиме во првобитната положба. Веќе во втората фаза, или таа супакутна или хронична фаза, веќе раните во принцип веќе ни се полека зараснати. Тука идеме во правец да ги намалиме лузните кај пациентите, да спречиме контрактурите, значи ограничените движења во зглобовите, да го засилиме и да го зајакнеме мускулниот систем на човековото тело, кој што ќе ни овозможи подоцна пациентот полесно да стане, полесно да работи, да се движи и слично. Можно да се стават и таа акутна, супакутна фаза помагала ортози и лонгети. Зошто? Имат протективна улога, заштитна улога на раните, но може да ни бидат да ни ги спречат ограничувањата на движењата. Така да целој систем е многу комплексен и сложен и затоа мора да работиме заедно со сите лекари кои што учествуваат во нивниот процес на лекување. Така, Александра, колку ги спомнавте волонтерите, колку нашиот народ знае да се одважи, нели, да биде дел од сите овие акции, и дали еве дополнително организиравте крводарителски акции со кои што нели знаеме дека сите овие пациенти кои што ни се уште по болниците ќе подлежат на дополнителни операции за секако кои што се потребни крвни единици?
Така би започнала од второто прашање, односно околу крводарителството, бидејќи многу често имавме повици изминативе денови, недели, за тоа дали е потребно дополнително организирање крводарителски акции, некоја крвна група, некои крвни елементи кои што се потребни. Во координација со Институтот за трансфузионна медицина е уште еднаш апел до сите граѓани, сограѓани или оние кои што не гледаат во моментов дека нема потреба од дополнителни количини на крв, крвни продукти. Резервите беа доволни, односно планирањата беа добро однапред направени. Кога се случи трагедијата, имаше поголема количина на крв, односно крвни елементи од сите крвни групи, што беше добро. Таа една добра подготовка на системот, на планирањето, на тоа што значи едно интегрирано планирање помеѓу, во овој случај помеѓу Црвениот крст, Институтот за трансфузионна медицина, бидејќи ние правиме еден интегрален годишен план кој што предвидува дека секој ден треба да има доволни количини на свежа крв од сите крвни групи, зашто кога ќе кажат која е најпотребната крвна група, едноставно е таа што треба на пациентот, на повредениот. Така да уште еднаш тој систем добро функционираше за среќа на оние кои што имаат потреба од крв, крвни продукти, бидејќи тогаш па и не застана и другиот дел од здравствениот систем, значи се извршува и други операции, имаше други етни случаи. Сето тоа е еден сврзан систем и тоа значеше едно добро подготовка, планирање. Се уште имаме добри резултати, односно количини на крв, крвни продукти, сите тековни крводарителски акции си течат онакако како што си течат согласно планирањето, согласно тој календар на активности во нашиот дневен центар за дарување крв во Дарја Џембес. Исто така редовно се случуваат крводарителските акции. Апелот беше до сите граѓани да не се мобилизираат и да не се прават дополнителни или вонредни крводарителски акции, бидејќи тоа пак го нарушува оној вообичаен тек. Ако понатаму пак во даден степен, во дадена фаза треба нешто да се мобилизира, тогаш веќе граѓаните не може да даруваат крв, затоа што не има еден лимит. Така што да се придржуваме кон апелите на службите, кон оние кои што го планираат тој процес, во моментов нема потреба од крв и крвни продукти. Во однос на второто, односно веќе првото прашање за мобилизирање, уште еднаш покажавме дека како нација имаме голем сенс за солидарност, за хуманост, за меѓусебна поддршка. Почнувајќи кај нас е од нашата перспектива волонтерите. Верувајте ми, за неколку часа имавме повик од самите волонтери, иако и ние се обративме до дел од нив, да се мобилизираат, односно да се ставиме во функција на службите, на државата, на болните, на повредените, на семејствата. Тоа е многу важно, да се делува веднаш, на вистинското место и не стихино. Да се следат препораките. Што е тоа што господинот Војслав спомена, што тоа системот бара од нас како Црвен крст? Значи ние не отидовме на места каде што не беше побарана нашата поддршка, не интервениравме онака како што немаше потреба да биде интервенирано. Волонтерите беа ставени во функција на оние на кои што им беше најмногу потребна помош. Сите понатамошни чекори исто така ја следеа таа некоја наш план, наше планирање во однос на сето тоа. Тоа значеше отварањето на телефонските линии. Затоа што во првите моменти луѓето, имаа потреба од дополнителна храна, облека, за болничките системи дури обезбедивме некои постелнини, кебини, така натаму, значи тоа беше исто така. Меѓутоа во даден момент болничките системи рече немаме потреба од такво нешто или пак не во таа количина, меѓутоа имаат потреба сега семејствата, имаат потреба повредените семејствата кои што за жал загубија член, затоа што тоа е еден процес кој што нема начин како да се надокнади. И тогаш брзо беше активирана телефонската линија на кој што граѓаните на еден директен начин можеше да бидат и хумани и солидарни, да дадат конкретна материјална помош во финансии со телефонско јавување. Многу брзо се разбуди корпоративниот сектор, донаторите, дали се тоа индивидуални донатори, и фирми, тоа беше навистина многу брза мобилизација, кој што за нас во Црвениот крст може би е нешто што го знаеме, го чувствуваме. Последниот земјотрес во Турција нас не беше еден показател да 1 милион евра тогаш собравме за помош кон настраданите. За домашното население може би се би рекло уште побрзо одеше таа мобилизација на финансиски средства, уплатите, сето она што значеше брзо мобилизирање. Секако дека требаше некој ден, граѓаните навистина беа и трпеливи, може некој од нив и прашуваа докаде се средствата, транспарентно, секој ден се објавува сумата, се уште се објавува сумата, околу 107 милиони денари се моментално на сметката собрани, меѓутоа делот или најголем дел од тие средства се веќе распределени кон семејствата на пред се тие што беа
настрадани, односно семејствата на оние кои што изгубија член, меѓутоа и семејствата на оние кои што имаат член кој што се лекува, било да е во земјата или во странство. Тоа значи дека имате добар механизам. Да, побаравме разбирање единствено во делот на прибирање на податоци, бидејќи сепак станува збор пред се да се почитува и законот за лични податоци, каде што мораше да се обезбеди и сметка и трансакцијска сметка, дополнително што крајно транспарентен процес е тоа и кој што всушност процес иде директно кон корисникот, односно директно кон семејството. Така што тој процес не секогаш е брз, за жал, меѓутоа од друга страна сме горди да кажеме дека сепак тој процес заврши, односно веќе средствата се кај корисниците или пак кај семејствата. Ќе има уште трансфери затоа што сепак уште некои податоци се чекаат пред анализата кои што се тука на лекување бидејќи ќе се исплати на нивната сметка. Не е едноставно, меѓутоа целиот наш систем и од вработени и од волонтери беше мобилизиран и сите бевме во службата на таа хумана, што значи дека ние бевме најповиканата организација која што е во делот на хуманитарна помош и асистенција да излезе на терен и јавноста тоа го очекуваше од нас. Затоа велам, тој процес е многу транспарентен, отворени сме за соработка, за прашање, се одржува и неколку пресконференции каде што се кажа зашто е така и секогаш е отворено на нашата страница да се провери каква е состојбата. Меѓутоа со тоа давате една сигурност сепак на населението да се чувствува дека во овој процес не се сами. Тука за жал ќе мора да направиме една кратка пауза и повторно се враќаме со нашите гости. Останете покрај малите лекарани.